Кратки најави за денес. Преку програма за самовработување во Струшко годинава отворени нови 250 фирми. Охридските брейн-о-брейн генијалци се вратија со бројни награди од државниот надпревар. Градинката Јасна Ристеска со свечена приредба го одбележа јубилеот 60 години успешно работење. Објавен конкурсот за доделување награда и повелба Свети Климент Охридски за 2023 година. Нова премиера на Охридскиот народен театар Лавиринтот во режија на Ѓорги Ризески. Ова беа кратките најави за денешните настани. Подетално за нив ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме облачно време со пообилни врнежи од дожд, ветровито и посвежо со максимална дневна температура од 16 степени Целзиусови. Утре под влијание на длабок и широк циклон во западна, северна и централна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и постудено со пад на температурите. На југ од Скандинавија врнежи од снег. Во останатите предели ќе преовладува претежно стабилно време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и посвежо со пад на дневните температури. Локални врнежи од дожд се очекуваат во крајните северни предели. Максималните дневни температури ќе се движат од 10 до 18 степени. Во Македонија во четврток студено утро со појава на слаб мраз и пад на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од -1 до 8 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и ветровито време, а дневните температури ќе достигнат од 8 до 18 степени. Во Охрид во четврток по свежото утро со температура од 4 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и свежо време. Максималната дневна температура ќе се искачи до 12 степен. Во Охрид во петок и сабота ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 4, односно 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10, односно до 14 степени. Во недела умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 11 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи на душеци и прекривки.
традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Несквик 200 грама 69 денари. Нескафе 3 во 1 11 денари. Нескафе Голд 75 грама 155 денари. Томи мајонез 611 грама 165 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Нови 250 фирми ја раздвижуваат локалната економија во Струшко. Мерките за самовработување преку грант и кредитирање охрабрија голем број невработени лица со предприемачки дух и визија да основаат сопствен бизнис. Според Агенцијата за вработување, интересот за програмите од година во година расте. Нови 250 фирми годинава се вклучија во стопанството во Струшко. Трговци за наичи, козметичари, градинки, приватни училишта се дел од новите бизниси основани преку активните мерки на Агенцијата за вработување. Програмите за самовработување преку грант и кредитирање охрабрија голем број невработени лица со предприемачки дух и визија да основаат сопствен бизнис, со кој се очекува да се раздвижи локалната економија. Грантот е од 307.500 и 614.000 денари или 5.000 евра за доел и 10.000 за доо. До сега има добиено голем број на фирми, уствари на невработени лица, како што се однесува за доел и за доо, каде што имаме и резервна квота. Неповратните финансиски средства во висина од 5 или 10.000 евра за сопствен бизнис се наменети за директна поддршка, за набавка на опрема и репроматеријали, регистрација и советување за предприемништво. Друштво со ограничена одговорност од едно лице и од минимум двајца. То значи во 180 се по едно лице, а другите се по двајца. Помагаме исто така другата година да може да користат и другите субвенции во основа на оперативниот план. Според Агенцијата за вработување, интересот за мерките и програмите од година во година расте. Во 2021 во целиот југозападен регион со мерката самовработување беа отворени 207 нови бизниси. По повод 8 декември Свети Климент Охридски распишани се конкурси за доделување повелба и награда патрон на градот Свети Климент Охридски за 2023 година.
Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија распиша конкурс за доделување повелба патрон на градот Свети Климент Охридски за 2023 година, а градоначалникот на општина Охрид распиша конкурс за доделување на општинската награда патрон на градот Свети Климент Охридски за 2023 година. Повелбите се доделуваат за остварување и достигнувања во сите области од општествениот живот кои се од особено значење и имаат посебен придонес во развојот и севкупниот напредок и афирмација на општина Охрид во Република Македонија и во светот во период од една година. Право на учество на конкурсот имаат установи, трговски друштва, здруженија на граѓани и поединци. Повелбата може да се додели максимум на 5 добитници. Општинската награда, патрон на градот Свети Климент Охридски, се доделува за животно дело, односно долгогодишни и врвни достигнувања во сите области од општествениот живот, кои се од особено значење за општина Охрид и кои имаат голем придонес во нејзиниот развој, напредок и севкупна афирмација во Република Македонија и светот. Право на учество на конкурсот имаат установи, трговски друштва, здруженија на граѓани и поединци. Наградата патрон на градот Свети Климент Охридски се доделува на еден добитник само еднаш и истата не може да се дели меѓу повеќе добитници. Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето, а пријавите треба да се достават на адреса на општина Охрид, улица Димитар Влахов, број 57. Центарот за развивање на животни вештини Brain o Brain при Црвен крст Охрид е еден од најуспешните и во државава и на меѓународно ниво. Тоа го докажуваат Brain o Brain генијалците кои од секој надпревар се враќаат со грст трофеи и медаљи. На државниот надпревар кој се одржа деновиве освоија 18 трофеи, 13 златни и 8 сребрени медаљи. Децата се мотивирани и со нетрпение го очекуваат интернационалниот надпревар во Дубај кој ќе се одржи кон крајот на месецов. Охридските генијалци од Brain o Brain програмата на Црвен крст Охрид продолжуваат да нижат успеси. На 7-миот национален Brain o Brain надпревар учествуваат 39 ученици од Охридскиот центар кои во силна конкуренција од вкупно 235 учесници освоија 18 трофеи, 13 златни и 8 сребрени медали. Во однос на статистиката од вкупно освоените на државно ниво и од нашиот центар, гледаме дека и оваа година нашите ученици всушност постигнаја значителни резултати, односно се покажа дека Brain o Brain Црвен крст Охрид е еден од најуспешните центри на ниво на Република. Годинешниот национален надпревар се одржа по подолга пауза од 4 години поради ковид пандемијата. Предходно се одржаа 2 интернационални надпревари онлайн на кои децата од Brain o Brain Охрид имаа исклучителни резултати, но надпреварувањето со физичко присуство има друга димензија, каде дечињата задоволни ќе излезат на сцена и се видливи резултатите, вели координаторката и инструктор во БОП Охрид Валентина Кузмановска. Ваквите надпревари од ваков карактер се од исклучително значење за пред се да видиме ние како центар каде сме во однос на останатите центри кои работат во нашата држава, а воедно представуваат и голема мотивација за учениците, затоа што сите се вративме многу задоволни, многу помотивирани со желба наредниот надпревар да го потврдиме постигнатиот успех или пак да постигнеме многу повисок успех. Надпреварот се состои од 2 дела, едниот наменет за ментална аритметика, каде децата за 3 минути решаваат тестови согласно нивото кое го посетуваат, а вториот дел е наменет за дечиња од 5-то ниво, кои работат демо презентации покажувајќи ги своите вештини за мултитаскинг. Тие во исто време играат, пеат и пресметуваат повеќе суми. Велат дека тоа воопшто не им е тешко. Тешко од прилика беше сеено. Освоив се трофеи и многу сум среќен со ова. На преварот си поминав многу убаво и добив трофеј. И многу сум радосен со мојата награда. За надпреварот се подготвувам отприлика еден месец. Координаторката на програмата Кузмановска во името на БОП Црвен крст изрази благодарност до децата кои го представија центарот во најдобро светло, до инструкторите Христина Кузмановска, Билјана Николовска и Ангела Кузмановска кои максимално се посветија за постигнување на резултатите, како и за поддршката од родителите.
На 25 ноември на охридските Brain o Brain гениалци им предстои нов предизвик – интернационалниот надпревар во Дубај, каде центарот на Црвен крст досега учествуваше 3 пати и на истиот високо котира со постигнатите резултати. Со свечена приредба која се одржа вчера во спортската сала Билјанини извори, градинката Јасна Ристеска го одбележа јубилеот 60 години успешно работење. Во рамки на свечената програма, дечињата од градинката изведоа бројни музички и танцувачки точки под менторство на воспитувачите. Јавната образовна установа Детска градинка Јасна Ристеска го одбележа јубилеот 60 години успешно работење. Вчера во спортската сала Билјанини извори се одржа свечена приредба изведена од најмладите. Пред бројните присутни своје обраќање имаше градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. Успехот на јавната детска установа Јасна Ристеска не е само резултат на посветеноста на учителките, негувателките и целокупниот персонал. Тоа е резултат и на довербата од сите родители и семејства кои во текот на годините грижата за своите најмили ја препуштаа на организираните програми за згрижување и воспитување, кажа градоначалникот Пецаков. Детската градинка е место каде нашите дечиња стапуваат во светот на образованието, пријателството и играта. Во градинката тие ги учат основните вештини и вредности, ги градат своите први другарства и започнуваат да се развиваат како индивидуи. Горди сме што изминатиот период нашата детска градинка израсна во место каде што најмладите се чувствуваат сигурни и среќни, каде што се поттикнуваат да ги покажат своите таленти и да пловат во својата авантура на созревање, потенцира градоначалникот. Овој значаен јубилеј не е само повод за да се собереме и да го прославиме она што е постигнато, туку е една нова прилика за да се зададат нови цели. Нашата детска градинка има своја историја, но ја очекува и светла иднина, благодарение на сите инвестиции кои се реализираат во објектите за згрижување, како и сите мерки кои ги предвидуваме за подобрување на условите за престој, истакна Пецаков во своето обраќање. Во рамки на свечената програма беа изведени бројни музички и танцувачки точки подготвени од најмладите, под менторство на воспитувачите од градинката. Со полна пареа се работи во Народен театар Охрид и Центарот за култура. Веќе во петок, нова премиера на театарот. Пред охридската публика и за прв пат во Македонија се поставува драмата Лавиринтот од Димо Дешев. Режијата е на Ѓорги Ризески, а улогите ги толкуваат Ивица Цонев и гостинот од Тетовскиот театар Марко Богдановски. Нова премиера на Народен театар Охрид, Лавиринтот од Димо Дешев во режија на Ѓорги Ризески. Овој текст за прв пат се поставува на театарската сцена во Македонија. Лавиринт е дуодрама во која играат Ивица Цонев и Марко Богдановски, актер од Тетовскиот театар. Станува збор за камерна представа што ја прави уште поавтентична актерската игра, а тематски е актуелна и денес, вели режисерот Ризески, изразувајќи надеж дека истата ќе има многу изведби. Ова представа се направи со многу љубов и многу влог према театарот општо и на некој начин тоа беше силата и главниот мотор на целото ова случување. Тематски, на кратко кажано, ова е Лавиринтот, многу интересен и податлив наслов кој генерално збори за некои работи кои јас ги тумачам како од кога пред јас да се родам, всушност, или кога сум се родил постоеле, ама останали во денешницава, на некој начин. Вечни теми. Вечни теми, да. Менувајќи ги системите и свеста на луѓето, ние се развиваме и еволуираме како луѓе секако. Меѓутоа, секогаш имаме некои работи кои ни се останати, кои се уште треба да поминат низ уште повеќе филтри, имам такво чувство, за некако да се, да еволуираме и од нив. Актерот Ивица Цонев, кој толкува 3 од вкупно 5 ликови во представата, вели Лавиринтот ја носи вечната човечка слабост наречена власт и насилие, желбата на човекот да се чувствува мојкен и страшен и да ги диктира животите на останатите. И во името на некакво измислено државно уредување, на некаква измислена идеологија, пари, лични болни амбиции и психози, да
поништува се околу себе, да опустошува се околу себе. А во представата јас ги толкувам овие личности. Ми беше многу љубопитно да се обидам да влезам во нивни чевли, да се обидам да разберам што се случува во нивните глави. И знаете, ужасно е човек да живее со толку многу нељубов во себе, да живее со мисли, зверски мисли излезени од канализација. Кај нив отсуствува секаква човечка емпатија, а отсуството на љубов е главна причина за сите човечки недостатоци, аномалии и проблеми. Лавиринтот е четврта премиера на Охридскиот народен театар. Со полна пареа се работи во Центарот за култура Григор Прличев и во Народниот театар, вели директорот на установата Горан Симоновски. За разлика од претходните 3 проекти кои беа од Министерството за култура, ова е од сопствена продукција. Салата, седиштата се веќе комплетирани, реновирани, така да публиката ќе ужива и во едно ново, да речем, чувство на гледање на представите и на филмовите во Центарот за култура. Премиерата на Лавиринтот е закажана за во петок, 10 ноември во Центарот за култура со почеток во 20 часот. Да погледнеме кои настани беа актуелни денес во светот. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека денес е усвоен извештајот за проширување и дека комисијата предложила отварање на пристапни преговори за проширување со Украина и Молдавија, а со Грузија и Босна и Херцеговина кога ќе се остварат условите. Лајен рекла дека Украина и покрај тоа што и понатаму се соочува со трагедија и војна, ги спроведува реформите. Молдавија пак постојано има дестабилизација и се соочува со сајбер криминал. За Грузија препорачано е да и се додели статус на кандидат за членство затоа што земјата спровела одредени реформи. Кога се работи за Босна и Херцеговина, Лајен рекла дека Европската комисија ги препознала бројните позитивни чекори, како што се напредок во борбата против криминалот, но и констатирала дека Република Српска усвоила одредени неуставни закони, поради кои предлогот за кандидатурата се одлага до март 2024 година. Фон дер Лајен рекла дека и покрај поставените услови, вратите на Европската унија се широко отворени за Босна и Херцеговина и ја покануваат да помине низ таа врата. Но дали предлозите на Европската комисија ќе бидат прифатени, ќе одлучат лидерите на Европската унија на самитот во декември. Министрите за надворешни работи на земите членки на Г7 од средбата во Токио едногласно порачаа прекин на огнот и коридори за помош во појасот Газа, за да се олесни испораката на помош и ослободување на заложниците. Сите страни мора да обезбедат непречена хуманитарна помош за цивилите, вклучително и храна, вода, медицински материјали, гориво и засолништа, како и пристап за хуманитарните работници, стои во соопштението. Во документот се нагласува важноста од заштитата на цивилното население во согласност со меѓународното хуманитарно право. Друг фокус на средбата на Г7 во Токио беше војната во Украина. Непоколебливата поддршка на Г7 за независноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина никогаш нема да ослабне, се вели во финалната изјава на шефовите на дипломатиите од Германија, Франција, Италија, Јапонија, Канада, САД и Велика Британија. Временскиот феномен Ел Ниньо ќе трае најмалку до месец април 2024 година, носејќи повисоки температури во однос на просечните, објави Светската метеоролошка организација. Порастот на температурите 5 месеци поред се должи како на човечките активности, така и на Ел Ниньо. Европскиот климатски монитор објавил дека изминатиот месец бил најтоплиот октомври досега забележан на глобално ниво. Според сервисот за следење климатски промени Коперник на светско ниво, просечната температура на воздухот во октомври била за 1,7 степени повисока во споредба со октомври во периодот од 1850 до 1900 година. Ако ги комбинираме нашите податоци со оние на меѓународната група за климатски промени, можеме да кажеме дека ова е најтоплата година во последните 125.000 години, изјавила заменик директорката на службата за климатски промени Коперник на Европската унија, пренесува Дојче Веле. Научниците предупредуваат дека
дека екстремните глобални температури ќе продолжат и во 2024 година. Два силни земјотреси од 7,1 и 6,7 степени беа денес регистрирани во водите кај Индонезија. Американскиот геолошки институт објавил дека земјотресите биле на длабочина од само 10 километри, но и покрај тоа не били издадени предупредувања за цунами. Индонезиската агенција за метеорологија, климатологија и геофизика исто така објавила дека нема опасност од цунами, но предупредила за можни потреси. Многу жители и туристи по првичните потреси ги напуштиле своите домови и хотели и се упатиле кон повисоките места, но ситуацијата се вратила во нормала откако добиле SMS пораки дека земјотресот нема потенцијал да предизвика цунами. Засега нема извештаи за штети или жртви. Земјотресот беше доста силен, но луѓето тука не ги фати паника бидејќи сите се навикнати на земјотреси, изјавил жител на градот Саумлаки. Индонезија е често погодена од земјотреси, вулкански ерупции и цунами поради нејзината локација во Пацифичкиот басен познат како Огнен прстен. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!